Благодарам, председателе. Колега Велковски, она што сакам да го кажам најнапред во мојата реплика е дека нереални ви се проекциите. Како тргнавте со ќе се даваат средства за, ќе се даваат средства за, човек да си помисли дека не мора ништо да работи народот, владата ќе му даде пари за се. Но всушност, она што сакате да го направите преку денешниот ребаланс, по ништо суштински не се разликува од она што сме го правеле претходно, а се нарекува како да се најдат пари за расфрлање. Еве да се подсетиме на моментите кога го носевме иницијалниот буџет за 2022 година, кој тогаш, според владата и вас како нејзини представници овде, беше развоен буџет, ветувавте реформи, па не убедувавте дека ќе ги стабилизирате јавните финансии, ќе создадете услови за економски раст. За вчера, после само 6 месеци од тогаш, овде да чуеме дека сега од таа силна развојна компонента на буџетот ни останало само да го спасуваме она што можело да се спаси. Значи, после само 6 месеци ги гледаме првите резултати од најавуваните реформи. Да не се лажеме, колега. Буџетскиот дефицит ни се зголемува во континуитет. Имаме историски највисока инфлација од 12%, историски највисок јавен долг, ужасна реализација на капитални инвестиции при најмали плати во регионот. Како дојде оваа ваша власт на сцена, не сме ни излегле од тешките моменти и тоа не е од вчера, ниту пак е од пандемијата, ни од конфликтот во Украина, од власта е. Во што е проблемот? Кога потрошувачите помалку купуваат, затоа што ги оставивте луѓе со се помалку пари в джеб, производителите помалку произведуваат и се намалува економската активност. Помала економска активност води кон помали даночни приходи, а помалите даночни приходи ја намалуваат можноста на државата да ги сервисира своите тековни обврски. Така се влегува во вртлок кој економијата ни ја влече кон дното. Врз основа на планираните приходи и расходи, дефицитот се планира на речиси 700 милиони евра. Јавните финансии ни се понестабилни отколку што беа. Ниту една реформа не ви успеа, затоа што секогаш ја правите истата работа, погрешната. Ги зголемувате даноците, наместо да ги намалувате, а трошоците од вашите реформи ги плаќаат граѓаните. Кога ќе сватите дека со истото однесување не може да се добие различен резултат? Капиталните инвестиции ги кратите, иако сте свесни дека тие се основен развоен дел во рамките на буџетот. Во поглед на непродуктивните трошоци, сакам да ми кажете кога лажевте. Тогаш, кога кажавте дека сте ги скратиле заради кризата, или денес, кога велите дека со ребалансов кратите 100 милиони евра непродуктивни трошоци. Значи, многу е просто. Ако сте ги скратиле тогаш, зошто ни се јавуваат и денес? И треба ли денес да ви веруваме дека ги кратите? Токму поради тие непродуктивни трошоци, колега, од кои никако да се откажете, половина милион граѓани ни живеат со 150 денари на ден. 4000 компании згаснаа само од почетокот на оваа година, или имаме 12.000 згаснати компании во година и пол. Токму заради тие непродуктивни трошоци живееме во држава со сиромашен народ, а богата влада. Она што најмногу ме боли, а никој не го спомнувате овде, е туризмот. И бидејќи туризмот е најзначајната компонента во економијата, би сакала конструктивно да продискутираме и без да си ја префрламе топката и вината, сите заедно да го подпомогнеме туристичкиот развој. Напредување во туризмот не значи самостоење во место, туку значи големо назадување. Од година во година само се ги скратувате средствата за туризам, а притоа ништо видливо не сте сториле за да изградиме здрава туристичка дестинација, за да понудиме нови форми на туризам и сите заедно да градиме здрав туристички сектор. Напротив, од што се фалите дека платите во Македонија растат, цела младина ни замина на работа во Хрватска и никој ништо не превзема околу ова прашање. Ако во текот на пандемијата немавме гости, сега немаме кој да ги услужи гостите.
Дајте, например, да размислиме и да поттикнеме законски измени за да им овозможиме на лицата кои имаат искуство, а се порано пензионирани, или на младите лица кои сакаат да останат овде, да работат сезонски, да остварат дополнителни вработувања, да им овозможиме поедноставно краткорочно да се вработуваат, за да ја обезбедиме потребната работна сила и угостителските објекти да ни останат во функција. Воспротивно, ако угостителските објекти до вчера беа затварани заради пандемијата, од денес ќе се затвараат заради неможноста да си најдат соодветен кадар. Начини има, само треба да се работи. 2 години говорам, или поточно 2 години ве молам конечно да го сватите значењето на туризмот за економијата на Македонија и конечно да не го поттурнувате настрана затоа што е дел од македонската економија. Но со оваа власт се нешто друго поприоритетно од туризмот. И кога веќе никој и не го спомнува туризмот, еве тука сте вие, тука ни е и почитуваниот заменик министер за финансии, ве охрабрувам да го потсетите министерот за економија, дека веќе 8 години постои софтвер за пријавување и евиденција на туристите, кој се уште никако да се стави во функција. Преку него би се добила прецизна слика за директните и индиректните ефекти од туризмот, односно би се овозможила меѓународна споредливост на постигнувањата од туризмот, навремено, целосно и точно следење на приходите од туризмот по сите основи, како би добиле реална слика за вкупните приходи од туризмот како значаен дел од бруто домашниот производ. Поради многобројните тешкоти и ограничувања во поглед на обезбедувањето на сеопфатни и проверени статистички податоци, особено на ниво на туристичката индустрија, реалното оценување на влијанието на туризмот врз економијата на Македонија е многу отежнато и речиси неостварливо. И токму тука јас го лоцирам проблемот за ова што ни се случува, за туризмот да се говори како да не е дел од економијата. Жално и недозволиво е во ера на дигитализација сместувачките капацитети туристите да ги пријавуваат со рачно пополнување на картончиња за секој турист посебно, а треба само мрежно да се поврзат неколку институции, но кој да ги поврзе? Значи, освен несоодветниот буџет, немаме државна стратегија за туризам. Од 2017 година е истечена стратегијата за рурален туризам. Немаме туристичка инспекција за подобра контрола на бројот на туристи. Со години не е променет начинот на регулирање на висината на туристичката такса. Туристичките водичи не можат да си го остварат правото на здравствено и пензиско осигурување. И така натаму, и така натаму, и овие работи цело време ги говорам, но очигледно нема кој да ме слушне. Во оваа насока имаме поднесено амандмани и јас од срце ве замолувам да се преиспитате, да ги погледнете добро, да ги прифатите, за сите заедно да го потпомогнеме туристичкиот развој. Постојат решенија, колега, само треба да се седне, да се најде најдоброто решение и истото што е можно побрзо да се имплементира. За жал, во мојот Охрид се уште ги трпиме последиците од недонесувањето на законот за трговија, како и последиците од урбаните плажи кои во моментов наликуваат на плажи од 90-тите години. Со неправење ништо, колега, ништо нема да ни се случи колку и да се надеваме. И самите сте признале во ребалансов дека проекцијата за раст на БДП е за 25% помала од планираната и тоа во најдобар случај, и тоа во случај да успеете да ги реализирате и тие 25%. Огромна е веројатноста дека и оваа година ќе имаме убедливо најлош раст на БДП во споредба со земјите од регионот. Долгот достигна до 7 милиарди евра до овој момент. Иако ги додадеме најавените над милиарда евра за нови долгови, ќе се докаже дека власта СДС-ДУИ успеа да ја задолжи Македонија колку сите влади претходно. Тоа што го испразнивте буџетот за крадење и тендери, додека свеж прилив на пари ќе значи дополнително дотолчување на македонските граѓани. Веќе не ни сакам да ги повторувам зголемените цени, синдикалната кошничка, цените на сметките за струја и нема да ги повторувам затоа што знам дека е болно за моите граѓани. Еден капитален проект немате започнато за овие 6 месеци, а не
Гувате дека во останатите 6 ќе сте реализирале 409 милиони евра. Вкупните приходи ги планирате на ниво од 4 милиарди евра, даночните приходи на ниво од 2,3 милиарди евра, но при тоа треба да им кажете на граѓаните дека проектираниот раст на даночните приходи не е резултат на способноста на владата, туку е резултат на зголемените цени и огромната инфлација. Тоа се прибрани пари од граѓаните и стопанството. Да, сте собрале 43 милиони евра по основ на ДДВ. Како скокнаа цените на горивата, ќе соберете 437 милиони евра, што значи дека граѓаните даваат повеќе на државата. Зошто? Заради ценовните шокови. Откажете се од приходите за да му помогнете на народот. Вкупните расходи се на ниво од 4,7 милиарди евра и се за 262 милиони евра повеќе од иницијалните проекции за 2022 година. Еве, уште еднаш ќе ве прашам. Какво е тоа кратење на непродуктивните трошоци? Кога за плати и надоместоци ќе потрошите 555 милиони повеќе од планот, за стоки и услуги 35 милиони евра повеќе, за комунални услуги за 44% повеќе, за договор услуги за 2 милиарди денари повеќе. На што сте скратиле, ви се молам? Економската катастрофа е повеќе од видлива и не само што се гледа, туку и се чувствува. Говорите за наметната криза, за увезена инфлација, за конфликтот во Украина, но на име на унапредување на одбраната и безбедноста кратите 1,7 милиарди денари. Понатаму, и овој ребаланс јасно ни дава до знаење дека поимот владење на правото со оваа власт е самомисловна именка, па за 57% сте ги скратиле средствата за борба против корупција и организиран криминал. 868 милиони денари сте скратиле програмата економски развој, 107 милиони денари во подпрограмата финансиска поддршка на инвестиции, цели 73 милиони денари од подпрограмата привлекување на странски директни инвестиции и развој и слободна економска зона. Пред малку колешката Жаклина спомна дека сте се грижеле за општините, затоа во нив живееле луѓе, наши граѓани, ама не кажа дека општините ќе добијат 191 милион денари помалку за развојни проекти и финансиска поддршка, 92 милиони денари помалку за трансфери до единиците на локалната самоуправа, кои се однесуваат на ДДВ дотации, што значи дека немате намера да го донесете законот за ДДВ, кој значи помош за општините. Понатаму следува Министерство за транспорт и врски, инвестиции во патна инфраструктура, 2,2 милиарди денари помалку, проектот за водоснабдување и управување со отпадни води, 180 милиони денари помалку, за водовод и канализација на општините се кратат 53 милиони денари, за локални патишта цели 238 милиони денари, реформи во јавната администрација, 200 милиони денари помалку. ЕУ интеграции, 1 милиарда денари помалку. Од ЕУ интеграции ни останаа само капитулантските договори. Животна средина, 335 милиони денари помалку за унапредување на животната средина. Борба со аерозагадувањето, 0 денари. Управување со отпадни води, 300 милиони денари помалку. Затоа ќе си имаме дупки и поплави, како што ни се случи пред некој ден по патот. Собрание се крати 45% од средствата за контакти со граѓани и 80% од средствата на Совет за граѓански надзор, се извинувам. Толку од транспарентноста. Државна изборна комисија, не сте предвиделе пари за изборни активности, а ќе ви требаат. Ве уверувам дека ќе ви требаат. Министерство за економија за 28,36% ги крати средствата за развој на туризмот. 42,25% помалку ќе има за економска дипломатија. 56,67% помалку за искористување на природните ресурси. 57% помалку средства ќе добие геолошкиот завод. За Агенцијата за промоција поддршка на туризмот веќе кажав дека се кратат средствата. Министерство за животна средина, просторно планирање. Гледам дека ви сум здодевна и ви предизвикувам нервоза, така да ќе подскратам овдека малце. Се фокусирам само на она што ми е болно. Министерство за култура, 41% помалку за капитални расходи, 13% помалку за капитални расходи за заштита на културното наследство, 29% помалку за публикација за најзначајните вредности на културното и природното наследство.
40% помалку за финансирање на дејности од областа на културата и да не продолжувам, касапана сте го направиле Министерството за култура. Министерство за здравство 37% помалку средства за капитални расходи. За реконструкција и доградба на објектите во јавните здравствени установи во Македонија се крати. Се крати на амбуланти во рурални подрачја 15%, 26% помалку за капитални расходи за општата болница во Кичево, 80% помалку средства за капитални расходи за изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип. Нула средства ќе има за капитални расходи на име рана превенција на малигни заболувања. 15% се кратат за едукација на лекари и медицински персонал. Министерство за локална самоуправа, нула средства за инструменти за предпристапна помош. Премногу кратења се ова, колега, и то не ги наведов сите. Кратења на животно потребни работи. Во овој предлог ребаланс има се, освен како ќе му се помогне на стопанството. Без бизнис логика. Без размислувања и насоки со кои би се преточиле во владини проекции и политики, ниту решите системските проблеми, ниту ќе порасне продуктивноста. За финансирање на трошења, кои не стимулираат раст на продуктивноста и подобрување на условите за работа на субјектите во приватниот сектор, кој е двигател на економијата, креаторите на државната каса треба да понесат одговорност. Понатаму, во однос на вашата теза дека во време на ВМРО-ДПМНЕ се привлекувале инвестиции поради ниските плати. Треба да се напомене дека во 2009 година просечната месечна бруто плата била 495 евра, наспроти Србија 460 евра, Романија 452 евра и Бугарија 331 евро. За разлика од тогаш, во 2021 година просечната бруто плата во Македонија е 711 евра, во Србија 810 евра, во Бугарија 858 евра, во Романија 1281 евро. Очигледно, сега се помали трошоците за работна сила во однос на земјите од регионот во однос на периодот пред 10 години. Дополнително, економската политика која ја води владата е непредвидлива и токму затоа често трпите критики од странските инвеститори и имате тешкоти да привлечете нови инвестиции. И овде ќе скратам. Ќе кажам за крај како кажал даскалот. Ќе бидеме многу наивни ако им веруваме на нашите зборови. Гледајте ги нашите дела. Бидете сигурни дека народот не е наивен и веќе не им верува на вашите зборови, туку ги гледа вашите дела. А тоа се сиромаштија, безперспективност, очај. И тешко нас, ако целта ни е, како што се спомна овде, да сме се врателе на ниво пред кризата. Можем тогаш цвета рози, па ќе се стремиме кон таму. Не, колега, мора да си поставиме поинаква цел, а таа е да се вратиме во времето на капитални инвестиции и странски директни инвестиции. А тоа ќе си го постигнеме со предвремените парламентарни избори, кои ќе се случат затоа што навистина премногу е. Ви благодарам. Благодарам, колешке Петковска. За